ало, Амстердам, повик за драгиот Тодор Мировски. Здраво, Златко. Поздрав од сончевиот Амстердам. И непосредно пред да ми се јави се сетив дека еднаш веќе ти бев гостин 1990 година на Гол Шоу. Светско првенство Италија, ние талентирани кошаркари од Работнички и Тајчи беше во студиото. Само што се сетив на тоа. Сакам малку да те представам на нашите гледачи. Тошко Мировски, по вокација правник, дипломат, едно време го водеше дипломатското представништво на Македонија во Амстердам, долгогодишен жител на Амстердам, холандски зет, поранешен кошаркар на Работнички, како што кажа, голем фудбалски фан, обоен во црвено-белата боја на Ајакс и син на драгиот и незаборавен колега Вања Мировски. Тошко, Холандија скоро 50 години, почнувајќи од времето на феноменалниот Јохан Кројф, се надева дека ќе го освои светскиот фудбалски трон. Каква е атмосферата? Златко, токму така, 70 години Холандија веројатно неприкосновена, без среќа да освои првенство, 2 финали не изгубени. Многу луѓе забораваат дека тимски Холандија 4 лиги шампиони, односно куп шампиони освои од 70 до 73-4 година. И таа генерација на индивидуални суперзвезди некако сега ја нема. Тоа го знаеш веројатно подобро од мене. Надевањата се, очекувањата уште подобро се скромни. Меѓутоа, овај тим во кој што има 1,5 суперзвезда или можеби 2, Френки де Јонг и Вирџил ван Дајк, имаат одличен тимски дух и го имаат Ван Хал, кој што е неприкосновено најдобриот холандски селектор во последните 15-20 години, веќе е 72 години, најстар селектор во светското првенство. И ако некој може да постигне нешто само со 7 дена припреми да се направи, да се оформи тим, тогаш што е Ван Хал. И да не заборавиме, Холандија тешко губи надпревари. Мислам дека веќе 21-22 надпревари поред се непоразени. Последна беше на квалификации за светско првенство од Турција во групата првиот меч. Од тогаш непоразени. Така да не очекувам спектакуларно убав фудбал. Меѓутоа Ван Хал на завчерашната пресконференција изјави одиме во Катар да станеме светски прваци. Веројатно е единствениот кој што Лигата на нации, резултатите во Лигата на нации како поттик за Ван Гал и неговите фудбалери. Во претходниот циклус играа во финалето, загубија од Португалија, уште едно големо финале. Меѓутоа, одново се пласираа на Final Four во Лигата на нации. Во групата освојајќи го првото место, дури со 6... Се поканувам да дојдеш да гледаме. Со 6 бода, благодарам. Со 6 бода повеќе од Белгија без пораз. Да, тоа влева сигурно известна самодоверба, поготово комшиско дерби, како и кај нас, така и во овој дел на Европа е посладко кога се победат комшиите, поготово таква спектакуларна репрезентација за која што игра буквално сите звезди. Да не забораваме дека во тој циклус играше и Депај и беше во изваредна форма, веќе секој надпревар даваше гол, а сега не баш се враќа од повреда и му фали ритм на надпревари. Така да веројатно нема ни да игра на првиот надпревар, односно ќе влезе. Значи, релативно исти тиме, влева самодоверба, меѓутоа очекувањата се уште не се големе, се уште не живее светското првенство, затоа што не е фудбалска земја Катар, големи проблеми со веројатно сите соговорници што ги имаше досега ти во Западна Европа, истото ти го кажуваат, политички проблеми, кавги, тука никој не сакаше да оди од министерот за спорт, оди на првиот надпревар. Мора да оди некој затоа што увезуваме бајаги ликвиден газ од Катар, геостратешки причини. И некако не живее тоа. Очекувањата се дека
со пласман во нокаут фазата, сепак ќе дојде повеќе внимание. Слушнав разговор со колешката со женета од Лондон, дека се надвор од памет цените на карти, аранжмани. Тука буквално има колку сакаш за 5000 евра, што е многу пари, меѓутоа не се 20.000 колку што бараат. Таму авионски карти за Катар ден пред првиот надпревар со Сенегал има за 725 еври. Завчера пробри, што не е надвор од памет скапо за интерконтинентален лет. Така да за сега скромни очекувања, воопшто нема реклами на телевизија од спонзори, политички некоректно се го третираат тоа. Меѓутоа очекувам дека после првата победа, после првиот гол таму левен горе нагол што ќе отиде, сите некако ќе станеме поголеми ентузијасти. Групата е Сенегал, Еквадор и Канада. Ако се враќаме малку низ историјата, во 70-тите години Кројф, Кајзер, Крол, Нескенс, Рензенбринг беа во таа 1974 и 78 година. Да, кога два пати стигнаа до финалето, не успеа. Во 2010-та исто така ги делеа секунди од изведување на пенали против Шпанија, па го загубија во Јужна Африка. И тоа финале сега, како што кажа, ова е репрезентација без звезди. Можеби тоа ќе биде предноста на Холандија на ова светско првенство. Овде кога зборуваат за последното финале во Јужна Африка, велат дека сме изгубиле заради ноктот на Касилјас. Ако се сеќаваш, имаше 1-1 акција у 115 минута, 118 минута, Робен промаши после извореден пас на Снајдер. И токму така, да го потврдам тоа што го кажав, што и јас претходно кажав, тимскиот дух ќе превладува. Ова е добар тим, тешко губи, играат помалку атрактивен фудбал, затоа што имаат играч повеќе позади, значи не традиционално 4-3-3, туку играат со 5 одбранбени играчи позади. Можат и да си дозволат, имаат релативно добра одбрана, имаат тројца топ централни одбранбени играчи со Де Фрај, Ван Дајк и Ден Лихт од Бајерн. Така да очекувам помалку атрактивен фудбал, меѓутоа поголема сигурност и поголема контрола во играта. Сигурно ќе ме прашаш атрактивен фудбал или резултат. Гледав пред некој ден емисија со дел од тие што ги спомна врвни играчи. Хулит беше, например, еден од нив. Вика, веќе ни е гајле совршено, не ми е важно да Холандија да игра најубав фудбал, да останеме во сеќавање на сите гледачи после 30 години да викат, еј, колку добро игра. Него сакам еднашко трофеа да се донесе во Холандија, макар и со најлош фудбал. Меѓутоа тоа некако не одговара на менталитетот овдека. Не знаат, секога сакаат отворено и убаво да играат. Се сеќаш на пред 2 години, 3 години Ајаксу 95-та минута гол против Тотенхем во полуфинале на Лига шампиони што го приумевме на стадион. Едноставно сакаат убаво да играат, отворено да дадат гол повеќе. И тоа е некако проклетство кое што го носат веќе 50 години. Еверт Тен Напал, ТВ коментатор, кој што ќе го коментира за холандската телевизија ова светско првенство, на прашањето за дострелите на Холандија вели: знам дека ќе ја минеме групата и ти како што кажа, а потоа немам појма што ќе се случува. Но тоа е убавината на овој турнир. И ми се чини дека е апсолутно во право. Очекуваме ова светско првенство да донесе величествен фудбал, затоа што има многу фаворити, многу силни репрезентации и конкуренција можеби како никогаш досега. И никој нема да има предност на домашен терен, затоа што голем број на странски навивачи нема да има таму. Заради клима, заради политички причини, заради цени уште поважно, и не може да очекуваме слики како ти го спомнав тоа во претходниот разговор, 60.000 холандјани во Берн, од кои што 30.000 на стадион. Повеќе холандјани имаше во Берн на европското првенство отколку жители што има главниот град на Швајцарија. Значи тоа нема да го има, значи сите ќе имаат нема да имаат предност на домашен терен.
Тошко, ти благодарам за јавувањето. Со големо задоволство би те побарале одново и за време на светското првенство. Да веруваме со убави вести и убави реакции околу игрите на холандската репрезентација, а набрзо те очекувам и во Скопје да се видиме. Со задоволство, Златко, во секое време и на секоја тема. Поздрав! Поздрав, пријатно.